Hello, добар ден. Моето име е Александра, јас сум наставник по англиски јазик во Општинското основно училиште Живко Брајковски од Скопје. Денеска ќе го повторуваме изучениот вокабулар и изучените зборови поврзани со празникот Халоуин или денот на вештерките. Тоа ќе го сториме со помош на играта Memory Game или игра на меморија. Па да започнем. За овој час ќе ви бидат потребни листови, прибор за пишување, бојци, фломастери, ножички и лепак. Пред да започнеме со играта, предлагам ајде малку да се потсетиме со празникот Халоуин. Халоуин се прославува на 31 октомври. Зборови кои што ги имаме изучено поврзани со празникот Халоуин се Happy Halloween, што не значи среќен ден на вештерките. Ајде повторете по мене. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Потоа ќе имаме зборчето witch, што не значи вештерка. Witch. 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 Pumpkin, што не значи тиква. Pumpkin. Pumpkin. Кажавме дека за време на овој празник децата заедно со своите родители излабуваат, изрезбуваат една тиква, која што ја прават како светилник и така направената тиква се вика Jack-o'-lantern. Во нејзината внатрешност ставаат свеќа и навечер свети многу интересно. Така направената тиква се вика Jack-o'-lantern. Party или забава. Party. Party. За време на Халоуин многу често се организираат и се прават Halloween parties, забави поврзани со празникот Халоуин. Потоа ги имаме зборчето candy, што не значи бомбони. Candy. 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 Потоа ghost, што значи дух. Ајде повторете по мене. Ghost. 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 Skeleton, што значи костур. Skeleton. 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 Zombie, што значи зомби. Zombie. 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 Потоа ги имаме зборчињата mask и costume. За време на овој празник децата, па и повозрасните, најчесто се маскираат во различни костуми или маски. Децата често одбираат тоа да бидат страшни костуми. Mask. Mask. Costume. Costume. Така маскирани, децата одат на trick or treat или кога тропнуваат на вратите кај своите соседи, велат trick or treat и очекуваат собствениците на домовите да им дадат нешто благо, како candy, бомбони, чоколад за лежавчиња. Доколку тоа не се случи и децата не добијат нешто благо, тогаш тие ќе направат некаков трик или некаква белја. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Потоа ги имаме зборчињата spider, што не значи пајак. Spider. Spider. И black cat, што значи црна мачка. Black cat. Black cat. Се надевам дека овие зборчиња ви се јасни, се потсетивте со нив. Ајде сега да започнеме со играње на играта Memory Game или игра на меморија. За оваа игра ќе ви бидат потребни да направите сет на картички со сликите кои што се поврзани со празникот Халоуин. Еве како изгледаат моите картички. Јас моите картички ги испринтав, но вие своите картички може да ги направите сами. Тоа може да го сторите многу лесно. Прво ќе одберете кои зборови сакате да ги користите во оваа игра.
Можете сите, но за почеток може да пробате само со неколку. Од кога ќе ги нацртате тие зборчиња, сликите на тие зборчиња на еден бел лист, ќе ги обоите, ќе ги сечете во форма баш на вакви картички. За мојот сет на картички јас ги употребив следните зборови: Ghost, Spider, Candy, Happy Halloween, Mask and Trick or Treat. Што е важно? За секоја сликичка, за секој збор, треба да направите 2 картички, значи да бидат во пар. Од кога ќе ги подготвите картичките, може да започнете со игра. Од задната страна на картичките, за да не биде бел листот, јас испринтав мотив кој што е поврзан со празникот Халоуин. Вие може да нацртате било што сакате. За да играте оваа игра, може да ги замолите вашите другарчиња или членовите од семејството да играте заедно со нив. Многу интересна и забавна. Може да играат колку учесници сакате вие. За почеток, играта започнува со тоа што картичките ги ставате на нарамна површина и ги вртите од задната страна, тоест да не се гледа сликата, тоест зборчето. Првиот учесник во играта отвара секогаш по 2 картички, по пар. Во овој случај се отворени картичките Candy и Trick or Treat. Парот, тоа е сликичката на картичките, не е погодена, не е иста. Значи не е победник во овој круг од играта. Одиме понатака со следниот учесник во играта. Во овој случај повторно се отворени 2 различни слики. Ghost and Happy Halloween. Значи повторно не се погодени сликите. Секогаш кога ги отварате сликите, тоест ја гледате сликичката, треба на глас да кажете што гледате, што е тоа на сликата. Следниот надпреварувач има отворено повторно 2 картички, но овој пат сликичката е погодена, парот е погоден. Имаме Spider и Spider. Во овој круг од играта, овој учесник е победник, бидејќи има отворено 2 исти сликички, 2 исти зборчиња. И тие 2 сликички си ги зима за себе. Оној учесник кој што има собрано најмногу парови, тоест најмногу сликички, тој е победник во играта. Оваа игра може да играте колку пати сакате, се додека не ви досади. Може да користите картички, да направите картички поврзани со празникот Халоуин, може да ги користите и вокабуларот кој што го имате изучено до сега, како што е например numbers, броеви, colors, бои, pets, домашни миленичиња, animals и така натака. Се надевам дека ќе ви се допадне играта, дека уживавте во ова видео. Thank you for watching and happy Halloween. Goodbye.